Добро утро на сите вас кои во моментов се наоѓате пред вашите ТВ екрани и со нетрпение очекувате да започне омилениот ТВ магазин Урбан Блок. Како и секогаш, така и овој пат сме тука со најновите содржини од урбаниот свет, а што овој пат ние подготвивме за вас. Дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок зборуваме на тема бемки за хроничен обструктивен синдром и ве носиме во Аликанте. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Во денешно време, за жал, се почести се респираторните заболувања. Денешното издание го започнуваме на тема ХОП, односно хроничен обструктивен синдром. Што представува тој, ни откриваат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Хроничниот обструктивен синдром, односно ХОП, се карактеризира со ограничен, односно намален проток на воздухот во дишните патишта. Зборот хронично значи дека синдромот не се повлекува, а обструктивна дека е делумно блокиран протокот на воздух во дишните патишта. Кај оние кои имаат синдром ХОП, односно хроничен обструктивен синдром, помали се отворите на дишните патишта. Во нив влегува помала количина на воздух, затоа што зидовите на дишните патишта се задебелени и отечени, а дишните патишта се стиснати под влијание на малите мускули кои ги обкружуваат и во нив се создава слуз која пациентот ја искаштува. Повеќе на оваа тема денес зборуваме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Генерално, дишните патишта се еден од најекспонираните органи и подлежни на многу промени во нашиот живот. Од моментот на раѓање, со првиот здив кога се зима и кога буквално го почнуваме животот, и до последниот здив кога си заминуваме, нели, од овде. Дишењето е процес кој што ни овозможува да направиме таа правилна размена, нели, на кислородот, да овозможиме да целосно функционира системот. Сите оние промени кои што ни се јават како краткотрајни промени, во смисол настинки, заболувања, сето таа е во ред, меѓутоа што се случува со она кој што на долги стази знае да ја наруши функционалноста на дишните патишта. Да, кој ќе прерасне во хронично состојба. Кој ќе прерасне во нешто хронично, каде што не само што ни се менува моментот на дишењето, квалитетот на животот ни се менува, буквално менува секоја сфера во нашето функционирање. Дишните патишта се нешто што бараат, соодветно одржување, бараат како да дишеме, прво да научиме како треба да дишеме, а од друга страна и кога ќе имаме некакви отстапки, како тоа треба да се третира. Она што е во рамките на нашата западна медицина, она е нормално, третираме одредени нарушувања со она што ни е достапно. Навистина дијагностиката да потврдиме за каков тип на нарушување ни е секогаш достапна и тоа е се во ред, меѓутоа како понатаму и што да правиме. Кога говориме за нарушувањата, има неколку типови или промени кои што се јавуваат во својот хроницитет и кои што го рушат квалитетот на живењето. Една од нив е хроничната белодробна обструктивна болест или ХОП, другата е астмата, која што во својата етиологија се различни, затоа и третманот е различен. Кога говориме посебно за ХОП, хронично обструктивната белодробна болест, таа се промени кои што ги следат хронични воспалителни промени на ниво на дишните патишта. Овие хронични обструктивни промени кои што се понекогаш испровоцирани, не понекогаш, него и најчесто се испровоцирани од нашите навики, значи една од најнепосакуваните тоа е пушењето, кое што ја имаме и тоа присутна од најмалата возраст, младите многу често посегнуваат по цигарите, доведува до тие хронични промени всушност и ги намалуваат целокупното функционирање или изразено медицински ги менуваат дишниот капацитет, дишните патишта и сето тоа се одразува на квалитетот и нормалното функционирање на дишењето. Може се додаде и загадениот воздух. Тоа е голема тема. Се согласувам, тоа е тема која што си бара посебно, значи она на која што сме изложени и свесно го перцепираме во секојдневниот. Ја ви обрнувам внимание исто така. Во Македонија многу често се случуваат овој вид на хронични воспаленија на плуќето од професионална причина, ја ви кажал. Многу од луѓето не користат маски за заштита.
се работи со пестициди, се работи со хемиски елементи кои што оштетуваат луѓето. Многу имаме такви пациенти кои што доаѓаат овде со такви сериозни заболувања, односно состојби, поради ова. Сакам да кажам, може да се превенира ако малку само се едуцираат луѓето и обрнат внимание на сопствената заштита. Да, значењето во основа на дишењето како акт на витален орган, го сваќаат луѓето во моментот кога не дај Боже ќе дојдат во ситуација да настане или акутно труење со било какви хемиски производи. И тогаш сваќаат што значи да имате можност да земете правилно здив. Поентата е многу од овие состојби може да се превенираат, да воопшто не стигнат до оваа фаза. Сега, од кога ќе стигнат до оваа фаза, стварно е проблематично, да, квалитетот на живот е страшно нарушен, но има решение. Значи, успеваме и тука да помогнеме кај доста случаи кои што имаат ваква состојба. Регенерацијата тука, нели што пред малку ја зборувавме и објаснувавме, исто така се користи, се употребува, се намалуваат и воспалителни процеси, сега ако зборуваме нели за конкретниот механизам на регенерација, се стимулираат тие клетки конкретно на плуќата меѓу другите, како нели да се вратат повторно во нормална функција, односно се прави стимулација на регенерација на самата плуќа. Така да, тоа ние го правиме и во секојдневната терапија која што пациентите ја добиваат, нели добиваат прва антибиотска терапија за се намали воспаление, добиваат терапија која што вирусите делуваат исто така на плуќето, тоа не го спомнав, да. Исто така се дава нели соодветна терапија за да се овозможи добра проводност во дишните патишта. Сега, кога сето тоа го имате посебно кај хопот кој што е многу во голема експанзија, значи што правите? Секое воспаление останува трага, секое наредно воспаление тргнува од уште едно влошена состојба. И сега ви имате човек кој што неговиот витален капацитет се повеќе и повеќе се намалува. И гледате човек кој што тешко зема воздух, кој што се бори да дојде до воздух, клитко дишење, едноставно неговата физичка кондиција опаѓа. И тука веќе на страна да земеме сите биохемиски процеси кои што се случуваат поради намалената сатурација. Сите органи страдаат, не е само тоа како тој диша, меѓутоа цел еден биохемиски процес кој што се случува во нашата внатрешност. И тоа е можноста, тоа е она убавото што можеме да го направиме, да му помогнеме да полека го спречиме пред напредувањето, затоа што хопот е прогресивна болест, и да му возможиме да се вратат полека функционирањето на она што значи подносливо и издржливо за неговите потенцијали кои што ги има. И не само плуќата, него и сите други органи кои што компензираат во случајот. Интересно може да се каже, значи болеста никогаш не настанува само на еден орган. Или доколку настане на еден орган, таа не го засега само тој орган, него секогаш станува збор за една верижна реакција, за еден ланец кој што нели компензира или е засегнат во случајот. Така да, ако имаме проблем со плуќата, нели по автоматизам имаме проблеми со срцето, кога се обтеврува срцето, кардиоваскуларен систем, лимфен систем и така натака. Да, истото се случува со било која респираторна болест, исто така и астмата, која што знаете, тоа е момент кога имаме акутно затварање на дишните патишта, да со терапија попуштаме. Таа е хронично во основа заболување која што дава силна нели реакција, а тоа го викаме нели акутна нели состојба кога моментално ќе изреагира. Знаете како, тоа е ако ви се случи еднашка, па после вие ја смирите, тоа е добро. Меѓутоа имаме тука и пациенти кои што доаѓаат каде што тоа многу често се случува, многу се повторува и должината на таа обструкција трае различно време. И тоа знае. Психолошки состојби, напади на паника, доста често нападите на паника се поврзани со недобра функција на плуќата. Не е само нели да астма, може да е алергија, алергијата исто така хроничната алергија, односно целогодишната алергија прави проблем, односно дава и ваква рефлексија на психоемоционалната состојба. Често зборуваме за алергијата, посебно што е присутна во овој период од годината, меѓутоа и тоа како го намалува квалитетот на живеењето. И вие ќе кажете да, заднат нос. Не е тоа така едноставно. Се што поседуваме, сето тоа треба да биде во својата добра функционалност, за да имаме квалитетот на живот тука да и сме зборувале на оваа тема, дури правевме и студија за квалитет на живот. Кожата е нашиот најголем орган и секако е изложена на голем број надворешни влијанија. Па затоа е потребно соодветно да се грижиме за неа и за сите промени кои се случуваат на неа. На оваа тема зборувавме нешто повеќе со нашите стручни соработници од Дерма Плюс. Еве што вели доктор Тихомир Цветковиќ на оваа тема. Бемки, понекогаш украс и карактеристика на нашиот лик, понекогаш предупредување за можеби сериозна болест. Затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Дерма Плюс. За почеток, колку често треба да се прегледуваат бемките? Одговорот го има доктор Тихомир Цветковиќ во продолжение.
Ова прашање од секоја година за година се поактуелно прашање. Ми е драго што народот така нашата општа популација се повеќе и се буди свеста за проверка на бимките, пошто сваќаат дека карциномот на кожа не е мала шала. Генерално земено, значи не ги зимаме во предвид сите тие патолошки моменти, тумори, карциноми, некое општо правило за општа проверка на бимките изнесува еднаш годишно. Значи не треба да се гледаме обавезно еднаш годишно, по индикација на докторот можеби повеќе пати, но во тој еден пат годишно вршиме цела контрола на сите бимки на тело доле до горе. После тој преглед, ако нешто се установи дека треба детално да се следи, го викаме пациентот после 3 до 6 месеци или зависи, нели, меѓутоа таа проверка е страшно многу битна, а е страшно многу едноставна за правење. Речиси секој од нас има по некоја бемка на лицето и телото. Но што е она што треба да не загрижи? Кои се оние промени на бемките кои треба да алармираат дека треба да побараме стручна совет? Постојат системи или методи на самоевалуација кои што во текот на таа годишна контрола ние ги едуцираме нашите пациенти. Постои еден метод кој што веќе со години етаблирани се користи, тоа е ABCD методот, кој што секоја буква означува еден параметар на самата бемка. А е плоштина, Б е граница, С е боја, Д е диаметар и Е е еволуција. Значи, еволуција се мисли како се менува или дали воопшто се менува бимката низ месеците и годините. Преку таа само евалуација пациентите треба да добијат една груба представа за својата бемка, дали таа некако се менува, некако го губи оној стар облик, добива нов. И тоа е веќе не лјалатка сами да се диагностицираат, што е со помош на интернет или GPT, туку да побараат помош од дерматолог, да побараат помош од лекар. Тогаш, само во таа инстанца, кога имаме некаква промена, ние сме должни да малце подлабен, подетално испитаме, веќе тука мериме димензии, споредуваме со датабаза од стари претходни слики, така. Меѓутоа, тие методи се секако методи кои што еден пациент треба да ги прави со цел за да си има еден тек, една самоевалуација. Прашањето е колку кај нас сме свесни за ова и дали треба секоја бемка да се отстранува. Одговорот го имаме во продолжение. Апсолутно, значи ова е исто така едно табу прашање кое што многу пациенти викаат: "О, леле, не е хирург, слушав јас, му извадија на еден човек бемката, тој почина." Тоа си мислам така, ние ги викаме луѓиски муабети, народски муабети, каде што во реалност не е така. Значи, доколку бемката се извади правилно, а се разбира се вади правилно, пластичен хирург, цела процедура медицинска или така натаму, бемката се вади во целост, автоматски нема што да остане, нели? Така да бемки се вадат, сите може да се извадат, меѓутоа единствената главна дистинкција е дали тие се вадат ради медицински причини, односно здравствени причини, или тие се извадат ради естетски причини. Моето професионално мислење на таа тема е дека независно нели од причинителот, веќе за медицинскиот повод не ни дискутираме, но и естетски ако сака некој пациент да извади, јас сум тој што е поборник тоа да се направи повторно хируршки, а не да се посегне по ние побрзи методи како радиобранова аблација, како горење со течен азот. Значи, тоа си носи еден дополнителни ризици, кои што не се препорачани, нели, апсолутно, и јас сум повторно за хируршки пристап. Така да одговорам еднаш и конечно за тоа прашање, да, сите бемки се вадат, но нешто мораме, нешто сакаме. Како што нешто и начинав на почеток, ми се допаѓа тој еден тренд на зголемување на свеста кај луѓето. Тоа го гледаме впрочем и преку оние годишни настани Евромеланома што ги одржува секоја година кон крајот на мај. Излезеноста е се поголема и заинтересираноста е се поголема. Искрено тоа ми се допаѓа затоа што како и за секој друг, да речам, еве вака ќе видам групи, ќе кажам директно тумор или карцином, раната детекција е значи живот. Ништо поразлично не е за карциномот на кожа, особено за меланомот, така да гледам еден тренд на зголемување на таа свест, искрено се надевам ќе остане така, па дури и ќе прогресира понатаму. Доктори има достапно
малтене дупло задниве 10 години од тоа што имало, значи активно работиме на дермоскопи, веќе и софтвери имаме што ни помагаат во водење датабази и така натаму. Така да мислам дека сето тоа допринесува да веќе корим по еден здрав пат напред. И секако, превенцијата е најважна. Препораките на доктор Тихомир Цветковиќ ги имаме во продолжение. Превенцијата е многу едноставна, бегање од сонце. Значи, нема некоја виша математика, нити пак некоја кривина, за жал, што може да се фати. SPF факторите не се семокни, тие се одлична сончева заштита, односно UV заштита, но сепак без наша, да речеме, ажурност, не би требало нели да односно немаме друга опција. Генерално се препорачува општата препорака за заштитата од сонце не е сменета години уназад, значи оној период помеѓу 11 и помеѓу 18 часот веќе онака UV-то е огромно и треба да се брка дебела сенка. Да напоменам и да потсетам за тие што заборавиле дека чадорот не е сенка, мајца обична памучна не е сенка, туку сенка дебела се подразбира или крошна дрва, значи, или бетон, некоја цврста директна заштита што ќе го одбива зракот. SPF факторите се респективно 97, 98 или 99% ефективни, но ѓаволот е во тие 1, 2 или 3%. Затоа мора да се чува кожата и таа е едно злопамтило кое што на помлади години толерира недисциплина, меѓутоа како што ќе дојде како што ќе се надмаши она средна некоја средновечност, почнува да си го зема данокот не само здравствено, туку и естетски, со брчки, со бори, со флеки, меѓутоа и туморите тогаш го достигнуваат својот пик, инциденцата, својот пик го достигнуваат во тие возрасти, тоа е се ради опуштање во младите години. Така да обавезно да се води евиденција за тоа. Ова сонце е страшно многу силно, не е она сонце што ние го паметиме пред 10-15 години, така да активно да се работи на заштита, а за се останато сме ние тука. А за сите љубители на урбаните градчиња, нашата денешна предлог дестинација е супер идеја. Каде овој пат ве водиме? Дознавате од кратката видеопрошетка која следува во продолжение. Град со само 35 дождливи денови во годината. Крие изобилство на историја, прекрасен замок, прекрасни плажи и долго шеталиште. А има и фантастична храна и фини вина. Првото нешто што ќе ве воодушеви во овој живописен град се прекрасните главно песочни плажи. Европската Унија на повеќето од нив им ги додели така наречените сини знамиња, што значи дека ги исполнуваат високите стандарди во однос на заштитата на животната средина, чистотата на морето, безбедноста и услугите за посетителите. Сан Хуан, Алмадраба, Ла Буферета, Постиге, Саладарес, Урбанова. Секој од нив ве остава без див. А доколку одите на одмор со вашето домашно милениче, не грижете се. Имено од јуни 2016 година има и одлично опремена плажа за кучиња во Агуамарга. А веднаш спроти Аликанте е Табарка, единствениот населен остров во Валенсија. Незините брегови беа прибежиште на берберските пирати во минатото. А од 1986 година тие се дел од заштитениот морски резерват, прв од ваков вид во Шпанија. Медитеранската крзнена фока успешно се размножува во морето околу Табарка, но се предпоставува дека за жал таму починала во 1960-тите години. Со цел да се зачува изголеми морскиот биодиверзитет на ова магично место, властите создадоа вештачки гребен во близина на островот. Како најголема туристичка атракција на Аликанте, локалното население без сомнение ќе го издвои величествениот замок Санта Барбара, кој се наоѓа на врвот на Ридот, на височина од 166 метри. Една од најголемите средновековни тврдини во Шпанија нуди прекрасен поглед на целиот залив, а се состои од 3 нивоа. Додека шетате по улиците на Аликанте, веројатно ќе ве заинтригира порталот Де Елче. Станува збор за некогашниот влез во градот, кој бил познат и како Вселенски плоштад. Имено таму се делела правдата до 1810 година. За среќа денес таму ќе најдете само пријатна туристичка атракција со вековни фикус дрвја. Една од амблемите на градот е шеталиштето.
се протега паралелно со брегот и се граничи со редови палми од двете страни. Незиниот пот е украсен со дури 6,6 милиони црвени, беж и црни мермерни плочки, кои се наредени во брановидна мозаична шема која ги имитира медитеранските плими. Освен што е визуелно впечатлив, овој комплексен дизајн ја символизира длабоката поврзаност на Аликанте со морето и му оддава почит на богатото приморско наследство на градот. Незаменливо задолжително да се види во Аликанте е Плаза де Торос, историска арена од 1847 година, каде се одржуваат борби со бикови. Во него е сместен и музеот за борба со бикови во Аликанте. Иако многумина бегаат од оваа шпанска традиција и бараат укинување на злогласениот корида, факт е дека во овој ринг настапија некои од најстакнатите матадори, а просторот, според локалните власти, придонесува и за збогатување на културниот живот на градот, бидејќи таму се одржуваат бројни концерти и други уметнички настани. А што е посета на Шпанија без да уживате во нивната вкусна храна? Не заборавајте, Валенсија е татковината на паелата и предјадењата и вино. Дури ако не сте гурмани, прошетајте низ главниот градски пазар, макар и од љубопитност. Речиси 300 тезги на 2 ката, барови и мали ресторани, бои и мириси, пиете се. Се на се, Шпанија е секогаш одличен избор за одмор. Зошто да не го додадете Аликанте на вашата листа на желби? Тоа беше се за денешното издание на емисијата Урбан Блок, а вие доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто повторно, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела со нови содржини, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.